Она што е важно е да се користат сите корисни намирници во текот на денот. Тоа значи да внесуваме и житарки, по можност интегрални, да внесуваме млечни производи, сирење или кашкавал или комбинација или јогурт и така натака. Кога дискутираме за млечни производи, добро е да бидат 25-30 грама сирење кашкавал дневно, ако е сирење одсолено, затоа што солта ни е непријател, ќе бидеме искрени. Ќе го внесеме и без тоа на друг начин во организмот. Втора работа, значи да не заборавиме дека треба да одиме со 300-400 грама на овошје различно во текот на денот. Јајцата се корисни 3 пати, па и до 5 пати неделно, зависно од возраста. Значи, на повозрастните луѓе им се препорачува да внимаваат со внесот на протеините. Значи, протеините веќе не може организмов така добро да ги користи, да ги инкорпорира во градбата на телото. Доаѓа до намалување на мускулната маса природно. И ние немаме потреба од толку протеини, ќе ги видиме во урината, ќе имаме проблем кој што треба да се решава. Затоа значи протеините се корисни ако ние сме многу активни физички, меѓутоа ако сме во претежно во лежечка состојба, затоа правилната диета се подесува според и количините се подесува според нивото на активности кои што вие ги имате.